Благодарам, председателе, почитуван министер, почитувани колеги пратеници. Овој амандман се однесува на членот 12 и во него да се додаде нов член 12а, кој гласи: за подрачјето на Националниот парк Шар-планина се донесуваат следните документи: просторен план, план за управување со Националниот парк Шар-планина, посебен план за одгледување и заштита на шумите, посебна ловостопанска основа, годишна програма за заштита на природата, програма за управување со шумските живеалишта и екосистеми, како дел од планот за управување, програма за заштита, одгледување и управување со дивечот на Националниот парк Шар-планина, годишна програма за заштита, одгледување, план за заштита од пожари и проценка на степенот на загрозеност од пожари и други документи во согласност со релевантни закони и Законот за заштита на природата, Законот за шумите и Законот за ловостопанство. Просторниот план од став 1, алинеја 1 од овој член го донесува Собранието на Република Македонија во период од 15 години во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање. Планот за управување од став 1, алинеја 2 од овој член го донесува јавната установа Национален парк Шар-планина. По претходно добиена согласност од органот на државна управа, надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата. Понатака, посебни планови за одгледување и заштита на шумите ги донесува јавната установа Национален парк Шар-планина по претходно добиена согласност од органот на државна управа, надлежен за вршење на работите од областа на шумарството и ловството. Посебни ловостопански основи ги донесува јавната установа Национален парк Шар-планина по претходно добиена согласност од органот на државната управа, надлежен за вршење на работите од областа на шумарството и ловството. Годишна програма за заштита на природата покрај содржината пропишана во правилникот за содржината на плановите за управување со заштитените подрачја и годишните програми за заштита на природата треба да содржи и дел кој се однесува на управување на земјоделското и шумското земјиште и одржливо користење на природните ресурси. Извештајот за спроведување на годишна програма за заштита на природата се доставува до органот на државна управа, надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата, најдосна до 31 јануари во тековната година со податоци од претходната година. Програма за заштита, одгледување и управување со дивечот на Националниот парк Шар-планина се донесува за период од 10 години од страна на органот на државната управа, надлежен за вршење на работите од областа на ловството, а врз основа на претходно прибавено мислење од органот на државната управа, надлежен за вршење на работите од областа за заштита на природата. Годишна програма за заштита, одгледување и управување со дивечот во Националниот парк Шар-планина се донесува од страна на органот на државната управа, надлежен за вршење на работите од областа на ловството, а врз основа на претходно прибавено мислење од органот на државната управа, надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата. Планот за заштита од пожари и проценка на степенот на загрозеност од пожари се донесува за период од 10 години и содржи систем на мерки и активности за заштита од пожари и други природни катастрофи. Планот се донесува од страна на органот на државна управа, надлежен за вршење на работите од областа на внатрешни работи, а врз основа на претходно прибавено мислење од органот на државна управа, надлежен за вршење на работите од областа на природата. Овој амандман се поднесува за подобрување на текстот на законот, со што ќе се подобри содржината на законот во делот на планските документи. Сите плански документи, освен просторниот план, се обврска на новата јавна установа која треба да ги донесе во законски пропишан рок и во пропишана процедура за носење и објавување. Ви благодарам. Благодарам. Го повикувам